Меѓуопштинскиот центар за социјални работи од Кочани се вклучува во националната кампања 16 дена активизам против родово базирано насилство, што се спроведува во целата држава. Целта на кампањата е да се подигне општествената свест и да се поттикне на размислување за индивидуалниот и колективниот придонес во борба за спречување на родово базираното, односно семејното насилство, во кое најчеста жртва е жената. Станува збор не само за личен, туку и за општествен проблем, со оглед што се кршат нивните основни човекови права и се врши дискриминација. При тоа најважно е жртвата да може да го препознае насилството, кое може да биде и психичко, економско, сексуално, односно вознемирување преку интернет, демнење, принудување на присилен брак и слично. Во центарот Кочани во последните неколку години, односно од 2017 година па наваму, регистрирани се во просек годишно околу 35 жртви на семејно насилство. Со исклучок на 2020 година, за време на пандемијата, кога бројот на пријавени жртви значително опадна на 24. Во овој период владееше страв и вознемиреност кај секој од нас и целата таа неизвестност, како и ограниченото движење, доведе до тоа не да се намали бројот на жртви на родово базирано и семејно насилство, туку да се намали бројот на пријавени случаи. Од сите жртви кои пријавиле семејно насилство, околу 80% се жени и девојчиња. Бројките не се за потценување и наша цел како центар е да го превенираме и спречиме родово базираното насилство и семејното насилство и да воспоставиме ефективна заштита на жртвите. Во рамки на Центарот за социјални работи во Кочани повеќе години активен е и така наречениот Шелтер центар за згрижување на жртвите на семејно насилство. Од самото постоење до денес во шелтерот биле згрижени околу 90 на жртви на семејно насилство, од кои нешто повеќе од половина, односно 50 се полнолетни и сите се жени, додека остатокот се нивни малолетни деца. Центарот за жртви на семејно насилство се наоѓа на безбедна и тајна локација и има капацитет за сместување до 5 лица. Покрај згрижување на жртвите, тие добиваат заштита, психосоцијална помош и поддршка, третман за надминување на траума, правно советување, помош во вклучување на пазарот на трудот. Жртвите на семејно насилство во Шелтер центарот покрај сместувањето добиваат и соодветна заштита, психосоцијална поддршка, третман за надминување на траумите, правно советување и помош во вклучувањето на пазарот на трудот.